студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. ЕСМ најавува дека од утре стартува грејната сезона во Скопје. Поради ниските температури, граѓаните на главниот град од утре ќе добијат топли радиатори, покрај тоа што официјално грејната сезона започнува на 15 октомври. Според податоците на Управата за хидрометеорологија, за 2 октомври е прогнозирана средна надворешна температура од 10 степени, со што се исполнети условите за производство, испорака и снабдување со топлинска енергија, велат во соопштение утрово од ЕСМ. Оттаму апелираат до сите корисници да ги завршат потребните поправки на своите внатрешни грејни инсталации, бидејќи, како што велат, редовното одржување е нивна обврска и заедниците на сопственици да обезбедат непречен пристап на службените лица до топлинските подстаници и редовно електрично напојување во топлинската станица, односно платени сметки за струја. Завршените интервенции треба да се пријават во Центарот за грижа на потрошувачи, се вели во соопштението кое што утрово стигна од ЕСМ. А од утрово сообраќаен метеж во централното градско подрачје тука во Скопје. Причина е протестот на вработените во паркови и зеленило кои блокираа неколку булевари. Тие протестираа бидејќи се уште не земале плата и додатоци за август. Полицијата утрово информираше дека воведува посебен сообраќаен режим со кој до пладнево затворени за сообраќај беа булеварот Гоце Делчев, булеварот Илинден, како и булеварот 8 септември. Очекувавме во текот на вчерашниот ден да биде исплатена платата, за да вработените не останат без здравствено осигурување. За жал, како што реков, до денес не е исплатена платата и од денес вработените во овие три фирми остануваат без своето здравствено осигурување и сите оние вработени кои што имаат здравствени проблеми нема да можат да ја земат својата хронична терапија. За жал, имаме и колеги кои што се онколошки болни и не можат и тие да си го остварат своето лекување. И покрај нашите напори да наидеме на разбирање од страна на раководството на ЈП Паркови зеленило Скопје, ниту имаше некаков знак за да се видиме со нив, да разговараме, за да може да им се исплатат платите на овие вработени во овие три фирми. Министерството за внатрешни работи информира јавноста дека почнувајќи од 12 октомври Европската унија ќе започне со постепено воведување на системот за влез и излез, кој ќе биде целосно имплементиран до април идната година. Системот треба да го замени класичното ставање на печати во пасошите со електронска евиденција на биометриските податоци, заедно со точните времиња на влез и излез. Системот се однесува на сите државјани од земји кои не се членки на Европската унија или Шенген зоната и кои патуваат без виза за краток престој до 90 дена во 6 месеци. Тоа значи дека секој што ќе влезе во некој од земјите членки на Европската унија по 12 октомври ќе подлежи на процес на регистрација кој ќе вклучува фотографирање, скенирање на отпечатоци од прсти и внесување на податоци од пасошот. За да се олесни процедурата на граничните премини ќе има и пунктови за самопослужување, можно е и претходно предрегистрирање преку мобилни апликации. Откако ќе се регистрирате при следните патувања, контролата ќе биде значително побрза, бидејќи податоците веќе ќе бидат складирани во системот и ќе се врши само нивна проверка. Во периодот од октомври до април идната година системот ќе се воведува по фази. Тоа значи дека дел од патниците се уште ќе добиваат печат во пасошите, додека постепено сите гранични премини не преминат на целосна дигитална евиденција. Од 10 април идната година печатите во пасошите целосно ќе бидат заменети со електронски записи. Судењето против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев, кој заедно со уште двајца онколози обвинет за несовесно лекување пациенти, се одложува за 8 октомври, откако одбраната на првообвинетиот побара државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски да го превземе предметот или да делегира друго обвинителство. Обвинителката Ана Гоговска-Јакимовска побара одложување за да може барањето да го проследи до обвинителството. Денешното рочиште требаше да продолжи со сослушување на сведоци предложени од обвинителството кои беа повикани денеска во судот. Поранешниот директор на клиниката, заедно со уште двајца онколози вработени на оваа клиника, се обвинети за несовесно лекување пациенти. Постапката започна против уште еден онколог, кој призна вина пред судот, пошто судот ја осуди на 2 години условна казна затвор. Поднесовме барање за преземање на кривичното гонење од страна на државниот јавен обвинител или делегирање на предметот на друго јавно обвинителство, Битова, Гостива, Штип, од причини што оценивме дека
обвинителните акти што се предмет на овие две судски постапки на случајот онкологија се нестручно и непрофесионално направени и дека обвинителството дозволило да предметот му го води стручен советник, без контрола врз него, без правна контрола врз него, дека доказите во предметот не докажуваат никаква вина, дека обвинетиот не ги сторил кривични дела кои што му се стават на товар, дека действијата кои што му се стават на товар не се кривични дела. На факултетите низ Македонија денеска стартува новата академска учебна година. На свеченоста во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, министерката за образование им посека успешна година на студентите и им се заблагодари што се решиле да останат да студираат во Македонија. Универзитетот Свети Кирил и Методи денес ги отвори вратите за нова генерација студенти, за сите вие кои верувате дека токму тука ќе добиете знаења, вештини и поддршка за да израснете во лидери кои ќе ја водат Македонија на 21. век. На вистинско место сте во својата земја, на најстариот универзитет, каде професорите имаат одговори на сите ваши прашања и подготвени се вашиот ентузијазам да го насочат кон дисциплина и одговорност, да изградите капацитети за живот во свет што брзо се менува. Тоа што ме радува е што не заминавте да студирате надвор. Како институции се грижиме да го подобриме квалитетот на домашното високо образование и да имате услови за пристоен живот тука во сопствената земја. Кандидатите за локалните избори денеска на третиот ден од кампањата ќе ги представуваат своите програми на митинзи и средби со граѓани. ВМРО-ДПМН ќе одржи митинзи во Конче, Демир Капија и Неготино, како и централниот во Кавадарци. СДСМ и коалицијата ќе бидат меѓу граѓаните на Конче, Кичево, а централниот настаним е во Македонски Брод. Своја централна промоција движењето Знам ќе има во Куманово, а Левица ќе имаат средби со граѓани во Илинден и во Велес. Ги следиме сите овие настани, детали ќе имаме во следните информативни изданија. А вчера опозицијата своите кандидати ги представи на трибината во Штип. Опозицијскиот лидер Венко Филипче фокусот го стави на економски теми. Власта на ВМРО-ДПМН со своите сателити ја турка земјата во темнина, во партизација, непотизам и злоупотреби. Кесата со која се враќаат граѓаните од маркет е полесна од било кога. Се помалку може да се купи со платите и пензиите. Земјоделците се без навремена поддршка. Ги скратија субвенциите, каснат со исплати, откупните цени се ниски. Фирмите чекаат поврат на ДДВ. Пари кои државата мора да ги врати. И ова не е грижа за граѓаните. Ова е приватизација на државата. Ова е најлошата власт која сме ја виделе во историјата. Неспособна, клеветничка. Но во исто време, алчна, безобзирна за проблемите на луѓето. За себе само грабаат. Ветуваат се и се што ги излажаа граѓаните на изборите лани. Годинава се со исплан. Но овој пат граѓаните нема да дозволат да бидат излажани. Нашите луѓе се добри, ама не се наивни. Кандидатите на владеачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН вчера имаа свое представување во Струга. Партискиот лидер Мицкоски констатираше дека политиките на ДУИ придонеле за масовно иселување и на етничките албанци. Сите варијанти, почитувани и драги мои стружани, во позадината им се парите. И додека студираат во гради, не кажуваат ниту збор за тоа колку и како албанците им се иселија од Македонија. Кога ДУИ е на власт, албанците глава ги боли. Затоа што тие ништо добро не видоа овие 20 години. Освен тајни договори, гладот за тендери и борбата за личен интерес. Македонија, ниту било кој друг во државата, буквално никој не виде ништо добро од овие 20 години.
селата и градовите се празнат. Додуше селата што се празнат се веќе стара вест, сега почна и градовите да се празнат. Тоа само говори колку се спремни ниско да одат за да се доберат до власт. Кандидатката за градоначалник на град Скопје од редовите на СДСМ Каја Шукова утрово ја представуваше својата програма на пресконференција во Скопски аеродром. Акцентот го стави на проекти во раззеленување на главниот град и борбата со загадениот воздух. За 15 месеци, 15 нови паркови. Меѓутоа не само во централниот дел на Скопје, не само во општините на Скопје, туку и во околината на Скопје. Предвидуваме во програмата Зелен појас за Скопје. Тоа значи подобар квалитет на воздухот за Скопје и повеќе грижа за здравјето на граѓаните за Скопје. Предвидовме да се бесплатни филтри за оджаците за домакинствата. Ова е пракса која што е спроведена во многу европски градови и покажа резултати. Секоја година по 5 до 10.000 домакинства, односно за нивните оджаци, кои што каде што излегуваат голем дел од PM частичките, да им се постават филтри кои што ќе ги задржуваат PM частичките. А кандидатот на ВМРО-ДПМН за скопски градоначалник Орце Ѓорѓиевски во моментов одржува пресконференција во Скопски аеродром. Тој вчера во Кисела Вода промовираше дел од своите проекти поврзани со сообраќајната инфраструктура. Во рамки на втората фаза од проектот Есенинова, веднаш по превземањето на власта во град Скопје ќе започнеме со пробивање на улицата од Чешма, кај што се наоѓаме во моментов, до Шампионче, со што директно ги поврзуваме улицата Антон Панов и булеварот Борис Трајковски, кој исто така ќе биде довршен до Драчево. Ова интервенција значи растеретување, побрз пристап, подобра мобилност за сите жители на општина Кисела Вода. Но ова почитување е само дел од пошироката мрежа на инфраструктурни решенија што ги предвидуваме во Скопје. Бутелска ќе се поврзе со булеварот Христијан Тодоровски Карпош во близина на обиколницата со цел елиминирање на ризици и гужви. Вкупно 28 лица се приведени со дрога во изминатите 3 месеци во Охрид по контролите кои полицијата ги спроведувала на најфреквентните места. Охридската полиција пресметала дека кривичните дела од ваков тип се намалиле за 18%. Нина Ритоновска. Полицијата во акција против дилерите на дрога. За 3 месеци криминалистичката полиција извршила 29 контроли на најфреквентните места во градот и на бројните концерти кои се одржува ова лето, од кои 28 лица кај кои е пронајдено опојна дрога се приведени и поднесени соодветни кривични пријави. 28 лица се приведени, кај нив е пронајдена опојна дрога, најчесто марихуана, потоа марихуана помешана со тутун, хашиш и кокаин, и против нив поднесени се кривични пријави по член 215 од кривичниот законник. Карактеристично исто така што овие мерки беа превземани постојано, континуирано во различни периоди од денот и ноќта и на различни локации. Станува збор за лица добро познати на полицијата кои се откриени по претходно изготвен план и добиени оперативни сознанија. При преземањето на овие мерки, полициските службеници делуваа ефективно, ефикасно и секако неселективно кон лица кои што се државјани на Република Македонија, но и странски државјани, и дека најчесто акциите беа успешни во текот на или при одржувањето на одредени концерти кои што се одржуваа во Охрид и во приградските населби. Според податоците на Охридската полиција, акциите во текот на летото придонеле за намалување на недозволената трговија со дрога за речиси 18% во споредба со истиот период лани. Нина Ритоновска, Сител телевизија.